Здраво живо на сите, добре дојдовте. Победничко Ѓорче, моје Ѓорче, наше Ѓорче. Поздрав до Наташа, поздрав до Бојан, поздрав до ветераните, до Унијата на жени и се разбира до Унијата на млади сили. Поздрав до сите граѓани на Ѓорче Петров, определени, но секако најголем аплауз за Општинскиот комитет на Ѓорче Петров. И се поклонувам и благодарам. Многу пати ми се љутат некои луѓе што никогаш не пишувам говори, ниту па ги учам и секогаш доаѓам и зборам тоа што сакам. Зашто зборувам од срце тоа што го мислам и обично тоа што го гледам. Јас го гледам победничко Ѓорче и не само да го кажам како фраза, туку се гордеам со ова што го направивте, што го правите и што тек допрва да направиме. А тоа е да водиме државата, а набрзо да ја водиме општината Ѓорче Петров. Спремни сте ли вие за тоа? Знаете што се случи на почеток на кампањата денеска дадов последната изјава од Куманово? Едно црно сценарио врз мене и моето семејство, но помина и тоа. Сакаа да ме заплашат да престанам да водам кампања или да бидам тоа што сум. Мислам дека со гордост можам да кажам дека ја имавме најдобрата, најпозитивната и најубавата кампања што кој било носител имало во Република Македонија. А за тоа сте заслужни, се разбира сите вие. И на вистина од срце ви благодарам. Но не е доволно. Ви кажувам дека не е доволно. Зашто? Зашто во среда се гласа и јас, како и на митингот, ќе ве замолам сите вас да разговарате со секој еден пријател, со секој еден комшија, сосед, со секој што го познавате роднина, да ни ја даде довербата. Зашто после 15 може да биде доцна. После 15 некој може би сака да ја раздели Македонија. После 15 може би некој сака македонскиот јазик да не биде македонски јазик. Никога! После 15 некој сака Гоце Делчев или Ѓорче Петров да не биде македонец. И ова не ви го зборувам колку само да го кажам паушално за некој плюс глас. Видовте што се случуваат овие 3 години. Видовте дека постојат политичари, дека за пусти пари ќе продадат се. Јас сакам овде од патриотско Ѓорче да го чуе секој еден граѓанин ова што го кажувам. Да не биде доцна. Го кажувам најозбилно, најотворено, дека се подготвуваат нови сценарија за Македонија. А одговорот следи токму од вас. Јас се сеќавам и на локалните избори, на председателските избори, со целиот прогон, тортура врз одредени луѓе во Ѓорче Петров во Македонија. Луѓе што ги ставија во затвори, што ги прогонува, зашто ја сакаа Македонија. Луѓе што инициира прогони, судски случаеви. Но видете колку са. Колку народ дојде во Ѓорче Петров. Тоа значи дека многу ќе не победиме. Во Бутел кажам дека ќе имаме над 60 пратеници, а мислам дека ќе имаме 63 пратеници. Ева кога ви кажам од срце. Но ве замолуваме да ги отвориме сите очите, да ги отвориме убаво очите и да погледнеме што се прави. Пред неколку дена sada само почна со нивното сценарио да прават подкуп. И токму тука во Ѓорче Петров. Исто да го прават и во Штип, го прават и во Свети Николе. Они само така можат да направат помала разлика. Они така може да го земат гласот на некој што не сака да гласа во Ѓорче Петров. Затоа ве замолувам уште еднаш да се обединиме во цело Ѓорче Петров. Бојан убаво кажа, ние сме првата порта, треба да останеме најсилната порта во Скопје, но и Македонија. И ова го зборувам многу внимателно, бидејќи не смееме некој во изборна единица 2, поготово во Ѓорче Петров, и да му дозволиме да ни ја земе победата. Едноставно не смееме. Ова е најдобрата организација, јас сум поминал многу избори. Сум бил скоро на сите партиски позиции. Но ова ви го кажам од срце. Ова е најдобрата организација во Република Македонија. Ова е најдобриот општински комитет во Република Македонија. Иако не сакам и го почитувам сите останати, но вие сте ми во срцето, вие сте ми во душата и постои една посебна емоција на мене. И затоа јас ви благодарам од срцето. Благодарам.
Често пати во овие изминати 3 години поминавме многу заедно со Христијан Мицковски, со сите во извршниот комитет. Поминавме тешки времиња, мачни времиња кога знаете што се случуваше во Република Македонија. И многу пати и мене ми дошло преку глава од многу работи, ми дошло да се откажам од некои работи, ставови и така натака. Но само имам една водилка. Тоа е оваа водилка. Луѓето што знам дека треба и што мора да им помогнем. Бидејќи таа обврска ја чувствувам и јас ви ветувам и ве гледам сите во очи. Додека јас сум тука на овие позиции и да не сум на овие позиции, ви ветувам тука на сите, максимално ќе ви помагам. Еден по еден, на вашите пријатели, на вашите комши, бидејќи тоа е обнова на Македонија. Боја направи одлична работа што го отвори комитетот за сите луѓе, да има толку голема масовност во сите населени места. Наташа направи одлична работа, што се повеќе и повеќе млади луѓе доаѓаат и се отворени портите. Гленче исто така одлична работа, видите колку жени има во Ѓорче Петров, мислам дека повеќе од 50% се. И затоа оваа слика ја што ја направив ќе остане за секогаш врежана и во моето срце, но бидете и вие горди што имавме најдобрата кампања во Македонија. Јас станувам од Сабајле до вечер да поминувам најмногу населени места од било кој носител, може би некој ќе ми замери, но тоа го правам со една цел. Го правам само за да победим. Го правам за ВМРО-ДПМНЕ да дојде на власт и честни луѓе од ВМРО-ДПМНЕ да водат оваа држава. А оние што се нечестни, макар биле и од ВМРО, да им го покажеме местото. А се знае каде е местото. Денеска слушнавте и каде завршувале сите пари. Оние коферчиња, оние црни тендери, оние рекети. Тие пари сега ќе почнат да ги делат во некои сиромашни граѓани за некоја еднократна помош или слично. Ве замолувам да го спречиме тој да пријавиме слободно на Општинскиот комитет, на изборната комисија, за да не ја земат победата. Ова не го кажувам случајно. Ова го кажувам за никој да не може да се доближи до најголемата разлика што ќе направиме овде во Ѓорче Петров. Јас сум убеден во тоа зашто ја чувствувам енергијата. Посетив преку 300 населени места можеби овој период. Се чувствува една убава енергија, се чувствува сплотеност, без никаков притисок, туку со енергија да се води кампања. Оваа кампања започна со првиот ден од црквата, тука оваа наша убава Петар и Павле. И денеска сакам да ви го честитам празникот, ја завршуваме на Петровден. Честит празник сите македонци, сите што го славите. Денеска го завршуваме овој настан во нашето Ѓорче, ја завршувам кампањата со една мисла која ве да ве прати целиот овој нареден период. Сакате ја Македонија, сакате го Ѓорче Петров, зашто ние сме македонци од Република Македонија и треба да се бориме. Оваа битка не е само битка за да се победи на избори. Оваа битка е за да обстане Македонија, да обстане ВМРО-ДПМНЕ и да почне промената од тука. Нека почне промената од секој од вас за да дојде обновата на Македонија. Затоа Македонија исправи се Македонија, уште 3 дена да победиме! Да живее Ѓорче Петров! Живее Македонија! Го благодарам од се срце што правите да издржиме уште неколку дена и после потешкото да ја водиме Македонија, да го водиме македонскиот народ. Да освоиме најголема победа. Од се срце ви благодарам да сте ги живи и здрави. Чувајте на вашето здравје. Се гледам. Благодарам уште еднаш.